Ги ставили заев македонските историчари во подредена положба во однос на бугарските колеги со ставовите дека во Македонија имало бугарска администрација и дека Гоце Делчев е македонски и бугарски револуционер. Колку позициите кои премиерот ги изнесе за БГНС ќе бидат причина за тоа македонскиот историски тим во разговорите на 3 и 4 декември да се адаптира на неговото гледање на историјата. Предводникот на македонските историчари во мешовитата комисија со Бугарија за Алфа вели дека позициите на Заев нема да им наштетат. Историските факти се над индивидуалните ставови на политичарите, вели Ѓорѓиев. Ставовите на премиерот Зоран Заев нема да ни ги врзат рацете и нема да не стават во подредена положба. Ние ќе се водиме според историските факти. Многу пати досега имало изјави на политичари од Македонија и Бугарија за историски теми. Разговорите на 3 и 4 декември ќе бидат онлайн за темите за кои разговаравме на последната средба, меѓу нив и за Гоце Делчев. Неговиот бугарски колега Ангел Димитров рече дека закажаното од Заев да се свати сериозно е потребен меѓународен правен документ. Во него јасно би било кажано дека се прифаќаат нови позиции во согласно со договорот за добрососедство. За политичкото оспорување на македонската историја и идентитет реагира и Институтот за национална историја. Од институтот се осврнуваат на меморандумот со кој, како што велат оттаму, цела нација и историска наука се квалификуваат како фалсификаторство и се повикува на ревизија на македонскиот народ и нација. Историјата и незината интерпретација мора да бидат детерминирани исклучиво од научна етика и претендирање кон објективност и во тој контекст не смее да се доведува во врска со потребите на политиката, ниту на било каков начин да биде условено од политичките влијанија, што е во целост наспротивно со европските демократски принципи, велат од институтот. Голем број интелектуалци во двете земји го оспорија меморандумот со кој источниот сосед го негира постоењето на македонскиот јазик и нација. Бугарски историчари побараа и промена на официјалните ставови на Софија.